почитуван председател, почитувани колеги, колешке, ја злоупотребивте оваа говорница денеска. Манипулирате со јавноста, сакате да ја сокриете неспособноста и лоповлукот на оваа влада, на вашите министри кои крадат народни пари, но и европски пари, со убави говори тука, овиени во обланда. Но реалноста е многу подруга. Не манипулирате нас, но јавноста, дека амандманите кои што биле поднесени не биле во интерес на граѓаните. Само да ви појаснам, ќе говорам за Тетово. Поднесов амандмани за набавка на амбулантни возила, 3 амбулантни возила за здравствениот дом во Тетово и 3 возила за транспорт за клиничката болница во Тетово. Исто така поднесов амандман за да се обезбедат средства за изградба на нов објект, проектирање изградба на нов објект за примарно здравство за потребите на детска вакцинација. Така да се работи за амандмани кои што се во интерес и на здравјето на граѓаните, но и на сите. Вака сега, само да ви информирам, во Тетово живеат и во општините околу 200.000 луѓе. Денеска се обслужуваат со 3 возила за итна помош кои што се набавени во времето на ВМРО-ДПМН. Имавте период од 4 години, не набавивте ниту едно возило. Кога говорите за мерките, треба да им кажете на луѓето и на граѓаните дека овие мерки не се доволни, дека ќе има уште задолжување, затоа што мерките не се проектирани добро, односно едно ветувате, а друго реализирате. Само да ве потсетам дека Битичи, вице-премиерот, господинот Битичи, вети дека 150 до 200 милиони евра ќе потрошат граѓаните во викендот без ДДР. Знаете ли колку потрошија? Може да си го најдете податокот по медиумите. Се врати кај народот 1 милион, а проектирате 17 милиони дека ќе се вратат назад. Така да говорите за мерки, но сепак треба да кажете и каде е анализата од овие мерки. Колку пари завршија кај газдите, колку пари завршија кај граѓаните. Така да сметам дека кога говорите, треба да говорите искрено, треба да говорите за мерките. Сите сме тука да им помогнеме на луѓето, затоа што живеат во страф и во сиромаштија, и токму затоа предложивме амандмани кои што ќе бидат согласно кондицијата на буџетот, но и согласно она што се вика пандемија, која што за жал не погоди нас како држава многу силно. Благодарам.